Благодарам, господине Джафери. Колега Максим, од целата ваша дискусија кажавте само една вистина. И јас се согласувам со неј. Тука пред целокупната јавност, а и пред нас пратениците, имавте доблест да кажете дека поради неспособноста на актуелниот градоначалник во Куманово не е удрена ниту една шајка. Вистината е таа. И верувам дека тоа ве поттикнува за вашата голема амбиција да се кандидирате за градоначалник на Куманово. Верувам дека доколку успеете да се кандидирате, ќе успеете да ги убедите и луѓето дека вие сте најдоброто можно решение. Но за тоа ќе почекаме, пред нас се локалните избори, па ќе го видиме конечниот резултат. Нема да гласам за ваков ребаланс на буџет, затоа што со овој ребаланс на буџет се кратат средства за институциите на социјалната заштита. Со овој ребаланс на буџет се кратат средства, односно 4.564.000 денари помалку за спречување на корупција и судир на интереси. Нема да гласам за ваков ребаланс на буџет, затоа што се крати од капиталните инвестиции, од изградба на спортски сали, на детски градинки, од социјална заштита, се крати од социјалната заштита на најранливите, се крати од едукација на медицинскиот персонал, се крати за канализациони мрежи и одводни канали во општините, се крати за поддршка на руралниот развој, се крати од Агенцијата за млади и спорт, колега Димитриевски, се кратат сите оние важни работи кои се однесуваат за доброто на граѓаните. Токму затоа нема да гласам за овој ребаланс на буџет. Но нема да гласам за овој ребаланс на буџет затоа што кратиме од граѓаните на Република Македонија, а се додава, односно 100% од буџетот ќе се покрива за сместување, згрижување и вработување на мигранти. Нема да гласам, колега Димитриевски, за ребаланс на буџет кој удира токму на граѓаните на Република Македонија. Не знам како се плановите за Куманово, но за Николич веќе слушнавме. 500 мигранти ќе бидат сместени во одмаралиште во Николич, во Дојран. И замислете, почитувана јавност, ова одмаралиште се вика Титови сили. Токму приврзаниците ќе сместат мигранти во одмаралиште наречено Титови сили. Се погазивте себе си, го погазивте македонскиот народ, ги погазивте граѓаните на Република Македонија. Колега Димитриевски, во времето на претходната влада беа изградени 739 стамбени единици, и тоа во Охрид, Македонска Каменица, Кичево, Кочани, Скопје, Крива Паланка, Берово, Штип, Демирхисар, Прилеп, Ресен, Кавадарци, Македонски Брод. Каде вие ги изградите, там да ви изградите.